Добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Fair Play. Драго ми е да и овој пат бидам ваш домакин, а драго е на целата наша екипа што денес ќе ви представиме еден нов важен спортски успех за Македонија. Станува збор за пливањето и за една дама која што веќе е добро позната на домашната пливачка сцена, тоа е Мија Блажевска-Еминова, а позната е затоа што веќе години наназад, уште од незината најрана возраст, таа е некој кој што ги поместува границите кога е во прашање нашето национално пливање, така и овој пат. Во Ферплей тај незиниот тренер пристигнуваат со нивниот последно постигнат успех на Европското првенство за пливачи до 23 години, каде што Мија постави нов апсолутен национален рекорд на Македонија во дисциплината 50 метри делфин. За овој успех, за се што е дел од незиното секојдневие, затоа што таа веќе неколку месеци живее и тренира во Америка, деталите ќе ги дознаеме во следните минутки. Како и секогаш ве канам да останете со нас, не го менувате каналот и бидете со ова ново издание на Fair Play. Таза е вратени од Европското првенство за пливачи до 23 години, кое што се одржа во Словачка и со свежи впечатоци, а најважно од се со нов голем успех, а тоа е новопоставениот наш апсолутен национален рекорд во дисциплината 50 метри делфин. Задоволство ми е да ги пречекам и да им посакам добри дојде во Fair Play на Мија Блажевска-Еминова и незиниот тренер Илија Стојановски, по втор пат наши гости во оваа емисија. Здраво и многу ми е драго што сте овде. Ви благодариме на поканата и поздрав до вас и до вашите ценети гледачи. Честитам за успехот. Прво тој што го постигна, односно нашата драга дама Мија, за нејзе не е ново нешто да се поместуваат тие граници во пливањето, но какво е и овој пат чувството? Имаше очекување дека може баш сега, во овој месец, во овој момент да се случи такво нешто, или скептични бевте дека баш на ова европско ќе биде постигнат ваков успех? Чувството е прекрасно, искрено, како што рековте, не ми е прв рекорд, но во овој период не се осеќав многу спремна за ова европско првенство. Дури имав и дилема дали воопшто да одам и да настапам. Последниот месец не тренирав како што треба, да речеме. Имав проблеми со здравјето на Хавај, некои 2 недели не пливав. Потоа со патувањата, па дојдов тука, промена на тренинзи и не бев баш сигурна дали би била спремна да настапам на тоа европско првенство. Така да што рекордот представуваше една многу голема мотивација за мене да продолжам, да се вратам во форма и да бидам успешна што да, како и досега, да продолжи традицијата. Океј, кога не се чувствуваш можеби дека си во топ форма и во најдобро издание, многу е важно дали кој верува во тебе. Нели? Така. Тренерот тука си одиграл улогата. Како сето тоа изгледаше? Последна година, како што кажа, он е студент на престижниот Хавајски универзитет. Тоа е факултетот првата дивизија. Сасвим различно надпреварување имаат американците. Поголема дел од сезоната пливаат во јарди и потоа последните неколку месеци настапуваат во метри, значи на големи базини. Кога што кажа, имаше пех, не тренираше неколку месеци, неколку недели. Тука дојде малку со вишок на килограми, но заедно со мојот колега Јанен, ние секогаш веруваме во нашите пливачи. Полека, она е веќе тука од средина на мај, еден месец и половина работевме специфични тренинзи, поготово за низинената дисциплина, имаше само поставено норма за 100 метри слободно,
но како одминуваше времето, она се чувствуваше се посигурно и посигурно, дури самата побрада настапи на уште две дисциплини, тоа беше 50 метри пеперутка и 50 метри грбно. Добро. Каде што по напор и на нашата федерација успеавме и тоа да се допријави. Првата трка беше настапи на 50 грбно, исплива послабо, па таму малку, знаеште го, одување што, како, може не требаше да доеме, знаете, една мала несигурност кај незе, но ние верувавме и впрочем и штоперицата, додека меревме тие специфични трензи 25-ки, и она само на некој пат ке во речле тие штоперицата или дали добро покажува, така да тие добри времиња што ги покажуваше на самите тренинзи, јас знаев дека беше само прашање на време дека колку и како она ќе исплива. Браво. И сега мислам дека тоа влијае многу на незината самодоверба, повторно да се врати на нормалниот тек на тренинзите, формата ќе си дое. Добро. Тоа е тоа. И сакав да напомнам, он е врвен борец, многу ретко на вакви големи надпревари, олимпијади, светски, европски првенства, многу ретко потврлува, стварно треба нешто екстра да се случи за она да потврди да не направи некаков успех. И многу сум горд и драго ми е што го постигна 50 метри пеперутка, бидејќи не е нејзина дисциплина, пред се она беше фокусирана на слободност. Така да, навистина беше едно пријатно изненадување. Океј, со оглед на овие детали кои што досега ми ги дадовте, мислам дека е важно сега да го објасниме твоето селење или моментот како всушност заслужи и доби шанса да бидеш дел од овој универзитет, така? Во Хаваи беше потребно нешто да се направи за да влезеш во тој потесен избор или само да имаш желба да одиш таму? Па, процесот на факултет во Америка е многу различен од тука. Требаше да почнам многу порано со аплицирање, да зборувам со тренерите, па да видам како ми се свиѓа тимот. Хаваи ме покани мене да одам тама на посета на факултетот, една година пред да почнам со факултет. Отидов, многу ми се допадна и веднаш се нафатив за да одам тама на факултет. Сега завршив прва година. Сакам да кажам дека чувството е преубаво и искуството е многу различно од тука. Американците, јас знаев дека и од порано дека се многу фокусирани на спортот, многу повеќе од тука барам. Но од кога отидов тама сватев уствари колку они вложуваат во спортистите, особено пливањето како спорт во Македонија не е многу голямо да речеме, но тама многу вложуваат. Имам посебен тренер за теретана, посебен пливање, психијатри, доктори, нутриционисти, се што ми е потребно јас имам на дофат. За разлика од тука, каде што мојот тренер Илија ми беше 5 во 1, да речем. Да, и сега така, веројатно и така продолжува тогаш кога ќе се вратиш. Ајде уште малку детали, да, кај нив пливањето е на ниво на кое што знаеме дека е, колку до сега имаат и звезди, рекордери и така натаму, но имаше ли некакви потешкоти? Ти беше ли тежок тој премин, затоа што самата кажуваш некои нешта не се исти? Како изгледаше тој старт? Па и покрај тоа што беше многу различно, брзо се прилагодив, бидејќи последните 2 година и пол од средно јас исто завршив во Америка. Па полека го имав сватано тој амерички систем. Сепак факултет и средно е многу различно, но многу ми беше полесно, бидејќи веќе знаев што да очекувам, отидов, го посетив школата, се запознав со многу луѓе таму, со нив комуницирав пред да отидам тама, така да они ме запозна со атмосферата и се што би требало да очекувам кога ќе отидам тама. Строго е многу и тешко? Секој тешко е, да. Јас сум исто така и на, да речеме, потежок смер и треба многу да... Молекуларна биологија. Да, тоа е оно што го студираш и учиш, да. И многу треба да знаеш како да го организираш времето за да постигнеш се. Добро. Ки има уште детали за тоа што голем е долг е тој процес на, нели, проширување на знаења, или какви се твоите впечатоци со оглед на тоа што со Мија сте заедно одамна? Ја знаеш од дете, го знаеш незиниот раст, развој и напредок. И сега кога ја гледаш, кога ќе се врати од таму, што и како се случува во поглед на незиното пливање, направи ни
паралела, паралела, или оценка некаква? Видете, америчкиот систем, они си имаат скаутинг систем, кој за секој спорт, така они сега буквално и ги препозна, имаше скаути од повеќе универзитети на самото европско првенство, така да они си имаат скаутинг систем и си го земаат кремот од секаде од светот, не само од Европа, така да паралела кој би направил, ние, како што кажа тренерите, тука сме и шофери, и психолози, и физиотерапевти, све буквално, а веќе таму, значи, за да се постигнат тие успеси што би требало еден врвен спортист да ги има и да го оствари својот потенцијал, е поделено на повеќе луѓе. Така да, мислам дека во тој поглед напорот на тренерите таму не помал, ама сепак секој се е стручен во својата област. Значи, јас ниту можам да бидам и најдобар тренер, и најдобар психолог и ова, така да мислам дека во тој поглед ние тука заостануваме. Она од таму ни го пренесува низиното искуство, така да кога ќе споредам, многу пливањето е специфичен спорт во поглед на тренер пливач, односно тренер спортист, бидејќи еден од ретките спортови е каде што ние децата буквално ги земаме од 4-5 годишна возраст и можеби сега не секогаш, ама во повеќиот дел од случаевите се до крајот на кариерата на самиот пливач остануваат заедно. Така и затоа вика дека пливачките тренери имаат неколку 3-4 до 5 максимум генерации, бидејќи тоа е долг процес од декади, од децени, например, може да бидете 10 и повеќе години заедно, така. Интересен е и моментот како всушност вие се споивте да бидете тандем. Да. Ништо намерно. Раскажете ми сега за да, таа ситуација. ние бевме членови на исти клуб, тоа беше пливачкиот клуб Бета, кој функционираше на базенот Карпуш. Ние бевме во тој момент единствен клуб на тој базен и бевме повеќе тренери. Значи бевме околу 7-8 тренери, а негде броевме бројка на пливачи за школата и све околу 500-600 пливачи. Она веќе беше кај мојот колега Сотир, веќе не знам, 1-2 години сигурно беше преходно, и веќе она, мислам дека и таа година го постигна првиот рекорд, мислам, со него, беше 100 метри мишено, и се гледаше во нејзиниот потенцијал, како се вика, ние ги знаевме, ама не толку, кога да кажам, бевме на здраво, нели, со сите 500 види, здраво како сте, не можете повеќе да развиете некоја дружба или некое сознание за самите деца. До соработка дојде, мојот колега го напушти клубот. Тоа беше точно, кога вчера се сеќам, пред национално државно првенство, тоа беше буквално во средина на неделата, а на крајот на неделата беше државното првенство. Добро. Они беа мали, беа една група од 10 на пливачи, не само она, беа 9-10 годишни дечиња, каде што со плачење, знаете, кога ќе се случи тоа, им е тешко да се надмине. Јас се најдов, да не кажам во небрано, но полека ќе биде во ред, ќе помине ова, ќе поминат, како се вика, државното првенство и полека почнавме со соработка. Беше добра групата, она одскокнуваше, мислам, се гледа, го има тој темперамент, односно, да кажам, кај спортистот таа глад, таа искра за успех и за докажување. Без тоа нема напредок, било какви предиспозиции да ви даде Господ, така да без тој глад за успех не може да постигнете високи резултати. Јас Илија не го гледам како тренер, јас повеќе го гледам како другар. И многу добро знаеме кога треба да бидеме сериозни, кога е време за шала, кога е време да се биде сериозен, да се сконцентрираш, фокус на трка. Ми се допаѓа што секогаш е искрен со мене, без да ме лаже. Например, имав таква ситуација во Америка, каде еден од тренерите постојано ми викаше да, добро исплива, се е окей, кога знам дека испливав послабо и дека не сум во најдобра форма, но тој упорно ме лаже. И тогаш баш се сетив на Илија, затоа што знам дека он никогаш не ме лаже, секад искрен со мене и јас тоа многу повеќе го ценам и мене многу повише како пливач тоа ми значи него да ме лажеш како да сум мало дете. И сметам дека таа соработка пливач-тренер е многу важна.
и исто така влијае на перформансот, да знаеш што да ти каже пред трка, да те мотивира. Еве, например, сега на Европското првенство, иако не се чувствував спремна, самата таа мотивација да знам дека има некој што верува во мене и ме бодри да исплевам подобро. Еве, можеби јас не бев толку спремна, но психички бев многу поспремна од другите пати и мислам дека затоа исплевав рекорд. Доаѓаат ли денови кога не ти се влегува во вода и кога ти е преку глава плочките доле да ги гледаш и да ги броиш? Да, како пливач морам да кажам, барем сигурна сум дека сите исто се чувствуваат. Има денови каде што не кеш да станеш, особено зимно време на Сабајле во 6 часот наутро, кога треба да станеш и да влезеш во таа ладна вода. Верувам дека никој тоа не го сака, но тука е дисциплината и тука се делат тие врвните спортисти од, да речеме, некој просек тинејџери. Пред кога слушнав дека рече веднаш се забележуваше кај мија дека одскокнува и така, може ли малку постручно тој момент да го објасниш и еве чисто како тренер веруваш во тоа дека талентот е 10% и работата 90% или дека е малку поинаков тој сооднос? Па видете, ко тренер сега веќе после долгогодишно искуство имам забележано дека да, талентот е само може и 5%, не 10%, бидејќи секогаш работата го победува талентот. Секогаш тие последните метри, како се вика, тој што работел повеќе, што станал еден ден повеќе, што работел еден час повеќе, тоа е тој драйв, таа волја што ќе победи. Можеби со талентот може да се извади до младинските категории. Како што кажам, младинското и сениорското пливање е небо и земја. И тука веќе доаѓа вистинската работа, каде што веќе еден ден исполнет со 8 часовна работа, 6 пати неделно, еден ден имаат за одмор, така да тука како ако сакате да постигнете успех, времето кое ќе го поминувате на базените, во теретаните, во јога класовите, во пилатес, во сите тие мали ситници што ќе ви дадат, како се вика, на катаната, острилото што ќе го излави и ќе го направи најстро, тоа е тоа што ќе некогаш нели трките се решаваат и за една стотинка. Исто кога што кажа, јас некогаш знам да бидам брутално искрен, како викаат вистината боли еднаш, лагата боли 100 пати. Подобро да знаеме на што сме и како сме, отколку да доеме и да го научиме тоа на потешкиот начин, така да едноставно кое во врска со работата мора да бидеме искрени и да знаеме на што сме и каде сме. Така да. Да, уште малку околу дечињата, затоа што како се одвојуваат? И дали е тешко или е секогаш многу лесно воочливо во пливањето? Кај нас има многу фактори, пред се тука е и образовниот фактор. Многу рано ги отпишуваме дечињата. Така, јас кога почнувам со групата, во секого од него верувам 100%. Значи, сите дечиња се исти. Зашто е тоа така? Бидејќи они поминуваат низ пубертетот. Ние не знаеме кој дете како ќе се развие. Може да е толкацко, има дечиња растат преку една година 30 и 40 сантиметри, каде веќе станува атлета, се оформува, каде што тие физички предиспозициите како се битни. Така да двојњето доаѓа кога ќе почне вистинската работа. Тоа станувањето, како да кажам, волјата нивна за работа и глас за успех, тоа е тоа што ги двои спортистите. И нели некогаш ќе видите и дека некој дете не сака, али подобро да остане у спортот на правиот пат, отколку да останат во тие пубертетски години каде што веќе почнуваат бубачките да работат, искачањата, пиењето, алкохолот, цигарите, така да тоа е целта. Пред се како педагог, како психолог, да се засака спортот и да остане што подолго во спортот. Имаме една пречка, како што кажав, првата пречка на која паѓаат или остануваат дечињата е првата година во средно училиште, каде нели се зголемуваат обврските, пубертетот и скачањето. Втората пречка не е факултетот, како што кажавте, разделбата. Баш напротив, јас бев многу среќен и горд кога она подпиша за Секако, тоа е природно, нели, затоа што тоа расте, треба да напредува, ние треба да ја даеме крила.
Значи, едноставно не се работи само повеќе за пливањето, него и веќе и за животот, каде што таму мислам дека многу повеќе врати се отвараат, поготово и со тој силен факултет, не само пливачки, него и академски, каде што се надевам дека ќе успешно ќе заврши, ќе има многу други шанси што ќе се отворат понатака во животот и од се срце посакувам што побои моменти, како се вика, да се отвори. Да, се разбира. Има ли многу голема конкуренција? Те демотивира тоа некогаш или не? Конкуренцијата е многу поголема сега од кога отидов на Хавај. Самото тренирање и надпреварите и се, како што реков, е многу различно. За разлика од тука, таму имам тим каде што можам да пливам, секогаш имам со некој да пливам, да кажам, да се тркам со некој на тренинг. И тоа многу ми помага, бидејќи колку и да не можам, изморена сум и ако видам некој до мене дека пробува да ме претрка или секогаш имам со кој да се тркам. Да. Тоа е тој древ, што и кажам. И надпреварите многу се појаки од тука. Таму сепак пливам на јарди, различно е од метри, но секогаш имам конкуренција многу поголема. Тука, например, наместо да победам, да речеме, за 1 секунда, тама би победила за 1 стотинка. И секогаш е многу интересно да се гледаат тие трки. Еднаш јас ќе победам, па еднаш некој друг од тимот. Поголема неизвестност. Да. Поголема неизвестност. Многу поинтересно и многу ми се свига. Тоа е најважно. Тоа е искрена емоција, меѓутоа и среќа да е позитивна. Сега малку околу дисциплините. Секогаш се можеби потешки за јавноста, за некој што не е навлезан во пливањето. Првото прашање ќе ми биде кој беше постои ли таков момент кога одлучивте каде ќе биде фокусот на Мија? И што ќе биде, каде е најдобра и каде најмногу ќе вложите? Еве, вака јас ќе започнам. Она мултидисциплинирана, ги плива сите стилови перфектно. Настапувавме и во мешаниот стил, тоа се сите 4 дисциплини, 200 и 400 мешано, делфин, грбно, односно пеперутка, грбно, градно и крал. Но имавме мал пех за време на короната, она беше во самоизолација скоро 2 месеци, беше меѓу првите што доби. И тука добивме ни една прекретница што и како да правиме. Сега, кој измина вака времето, му благодарам на Бога. Знаете, не ја знаеме целта, тргнуваме на патувањето, како започнавме. После короната беше многу тешко да се врати, но поради короната заминавме на Олимписките игри во Токио. Олимписките игри во Токио првично беа закажани за 2020 година, но поради самата корона се одложи за една година. 2021. Да. После тие 60 дена без волја, не само физичка спремност, него и таква ментална спремност. Значи, да се врати, имаше некој 10 може 15 на килограми повеќе. Чекор по чекор да се вратиме беше на вистина едно вистинско патување, да не кажам едно холивудско сценарио. Работевме макотрбно, 2 пати на ден, секој ден скоро. 9 до 10 пати пливачки тренинзи, 3 пати теретана, плюс трчање, исхрана, така да поминавме еден трнлив пат. Исто така, тука, да кажам, од тоа раководство на Пливачка федерација бевме маргинализирани. Јас бев дури суспендиран, не бев подобен, така да некои такмичени низини што беа репрезентативни ги пропуштив. Имавме големи обструкции, бевме трнати на само едно такмичење кое беше на Комен куп во Бургас. Едноставно поради гарнитурата во федерација што бевме непобедни, ни го вратија знамето и пливачка да вика од денеска да си одите, а вика таму допатувани. Така да психолошки бевме многу даун, но полека со верба во Бога, со верба во нас, секојдневно макотрпно работевме. Мислам дека само неколку мина го знаат сега што го зборуваме. Добро, немало решение за тие ситуации како одите на надпреварување, не може да настапи. Па пријавени сте, не сте пријавени, една федерација, друга федерација, сите тие проблеми се рефлектира на тие најмногу што не треба на тренерите и пресе на пливачите.
И така чекор по чекор, борба по борба, ние успеавме на последниот надпревар, на последната трка да обезбедиме wild карта за Незе, конкретно и за мене. Дури до крај не се знаеше дека и јас ќе заменам на тие олимписки. Да. Само ќе ми дозволиш да биде јасно за оние кои што не следат дека тоа не е случаен избор, туку wild картата се добива на начин што пред се Интернационалниот олимписки комитет, односно пливачка федерација, Светската пливачка оценка и кани оној кој што има најдобар резултат пливачки фина поени и се дава на најдобрите во нашата земја, на најдоброто мошко и најдоброто женска. Сега го кажа е таа една клучна трка, така, кој што била за вас за трките со кој што Мија заслужи да оди на олимписки. Мислата ми беше ние почнавме да настапуваме на пократките дисциплини, бидејќи она имаше пост-ковид синдром, односно многу брзо се задишуваше и добиваше панични напади, каде што едно гушење, обструкција на протокот на кислород, каде што јас дури бев и заплашен, или дај боле да прекинеме, нели здравјето пред се на еден млад човек е многу подолгите трки, да. И почнавме да се напреваруваме на 50 и 100 метри слободно, тоа беше првенствено, она замина на 100 метри слободно и тек неколку години после тоа се врати, мислам, на најмногу дисциплините што ја одговара, тоа се 200 метри слободно и 200 метри пеперутка. Така да сега се врати овде само на проба колку да пробаме колку може да го исплива делфинот. Гледаме дека има прогрес, бидејќи во пливањето ако немате прогрес и на послабите дисциплини, не може да очекувате да имате прогрес и на најдобрите своји дисциплини. Така да сега она ќе настапува на подолгите дисциплини, а одлуката ни беше наметната преку нејзиното здравствено состојание. Да. Затоа настапува на многу пократки спринтерските дисциплини. Сега Мија самата ќе ни објасни, тоа сакам да слушнеме, еве како изгледаше тој пост-ковид период. Значи што се случува на еден пливач кога колку рече 2 месеци, 60 на дена не пливал, не вежбал и така натаму. Од дома не искочи, не излегол од дома и најнаш сега влегуваш во базен. Што се случува? Имаш више килограми. Друго? Значи немаш моторика, тромав си. Какво е твоето чувство тоа? Обиди се да го опишеш. Прво се чувствуваш чудно. Влагаш во водата кај што си пораснал буквално и се осеќаш чудно, кога не можеш да се движиш, колку и да пробуваш да убрзаш со рацете, само стоиш во едно место, се е многу чудно околу тебе. Друго, мотивацијата ми беше нула тој период. Дури имаше моменти каде што мислев дека воопшто нема никогаш да се вратам во форма, дека мојата пливачка кариера е завршена. Беше многу тежак период, требаше долго време за да се вратам, но сепак кога ги виде, особено јас бидејќи останав, како што рече Илија, 60 дена во карантин, а ги гледав сите мои сопливачи почнале да тренираат, полека се враќаат со тренинзи, сите излагаат надвор, а јас сум се уште затворена дома и сепак тие некои суви тренинзи што ги правев дома не е исто, ништо не може да го замени чувството во вода, да пливаш. И беше тешко, но се издржа и на крај се исплатеше. Да, она што го кажавте, останување без воздух, тоа ме интересира уште. Прво, беше резултат на тоа што знаеме дека пост-ковид многу луѓе има реален проблем со дишни патишта или беше повеќе ради оној психолошки момент дека ти можеби само си мислиш дека не можеш, а всушност можеш? Кој од тие две? Па, сите ме викаа дека повеќе е психички, бидејќи направив секакви тестирања на белите дробови со здравје, бев, значи, се беше окей. Бидејќи јас ковидот го поминав без нити еден симптом и после тоа сите тие лекарски белешки се беше супер со мене и на крај рекоа дека се ми е психолошки, дека е до мене, а не нешто поврзано со здравјето. Може би уште поголем е успехот што тоа си го надминала, ако веќе од таа гледна точка ги анализираме нештата. Ајде сега и сама да кажеш, во моментов има ли број еден дисциплина што ти е фаворит? Може да се одбере? Па јас би рекла, бидејќи сега, како што каже Илија, на јарди мои дисциплини се 200 крал, 200 делфин и 100 делфин повеќе, но кога се вратив на метри, сепак останувам на стотките што си ги пливав.
полека почувам да се насочувам кон 200 метри крал и 200 делфин. Па би рекла 200 крал, ама во мал, има голема разлика од мал и голем базен. Да. Па да, 200 крал би рекла. Кој момент ти е најтежок во текот на надпреварувањата? Секогаш што се прашувам, пливачите го имаат ли моментот кога ги анализираат или сакаат да видат што се случува околу нив, или секој е стрикно и само фокусиран на себе, па нели на целта ќе видиме што и како се случило? Што би рекла ти? Па најтежок момент за мене е моментот пред трка, бидејќи многу мисли ме поминуваат низ глава, особено сега во Америка, бидејќи таму пливањето е индивидуален спорт, но сепак таму е се за тимот. Пливаме надпреварување каде што секој пливач собира поени не за себе, туку за тимот. И сакам да се покажам во што е најдобро светло, бидејќи ако не направам добро, не само што се осеќам лошо за себе, туку и за тимот, бидејќи се чувствувам како да сум ги изневерила нив, а не само себе. Така да би рекла тоа чувство пред трка мене ми е најтешко. Да, оно притисок, како ќе биде и дали ќе го дадам најдоброто. Имало ли некогаш до толку голема трема или стрес, па да се случи моментот на да не можеш да се координираш, буквално раце, ноза да не функционираат заедно и така. Значи, оно што понекогаш знаат да им се случи на пливачите? Доволно сум долго во спортов да знам како да ја контролирам тремата и како да се справам со нејзе. Имало моменти сега кога се сеќавам уште на таа трка пред 50 метри делфин, уште бев мала тогаш. Бев многу исплашена, дури почав да плачам и ја пропуштив трката. Па морав да одам кај судиите јас сама, па да прашам дали ќе може да ме пушта да пливам со другата група. Не успеа, но како што кажав, тоа беше кога бев мала. Сега сум доволно возрасна и доволно сум долго во овој спорт да знам како да се справам со тој страв. До сега имаме ли точна бројка колку пати имаш срушено, односно поставено национални рекорди? Немаме точна? Па преку 60 сигурно. Преку 60? Да. Зборуваме уште од младински до од прв до сега. Помлади пионери преку постари пионери, кадети, младинци, во сега сите сенорски овие дисциплини што ги наброја. Да, во сите дисциплини, во 50 делфин, 50 100 делфин, 50 100 крал, 200 мешано, 50 и 100 грмно, мислам дека нешто не заборев. Така да, значи како и да е, бројката е многу голема. Да, 100 мешано исто така Со оглед на тоа колку временски период пливаш, кога беше поставен првиот рекорд, памтиш? Колку години имаше ти? На 10 години го постави првиот. Со колегата Сотир, после тоа. Ако е најголемиот успех до сега од сите? Можеме ли да дадеме проценка? Разбирам дека во секоја дисциплина нештата се разликуваат, меѓутоа има ли нешто што можеби сега ви се чини дека ќе биде најтешко да се подобри, дека е сериозно поставен успех на национално ниво? Па јас би рекла времето што го исплевав пред Олимпијада на 100 метри крал, тоа не беше рекорд, но јас го гледам како мој најдраг резултат, бидејќи се уште до денес ми е резултат кој вреди најмногу бодови за мене. Има сениорскиот рекорд на 100 крал е доста добар на еден од, да речеме, најдобрите пливачи во македонската историја, Настасија Богдановски, и би сакала тој рекорд да го срушам до крај на тоа е како цел, ново поставена цел. Што ќе каже Илија, какви прогнози ќе даде, бидејќи имаме уште некоја минутка, меѓутоа конкретно разговорот сме. Шанси, временски граници или не може така да се прогнозира? Секогаш има нели додека работите и ова се трудите, додека трае, може да кажам во најплодните години сега каде што може да бележи резултати, ќе полни само 20 години, она замена Олимпијада со 15 години, така да многу мала, може голем товар понесе притисок. Па може и поради тоа има мал
ова една 2 години застој во таа дисциплина. Да, во право си, затоа што некако се навикнавме и сега имаме очекувања дека ние кога пливаќе очекувањата има и рекорди та. Но и еве и мое лично искуство после Олимпијадата, искрено бев како една празна школка, емоциите бувна, спласна и еланот за работа, како се вика, волјата ова да се повтори. Знаеме каков тежок пат треба да се измине за да се постигне успехот и дека треба да биде се потешко и понапорно, така да мислам дека она не се плаши од работа, така да сега работи во, кој што кажа, во тим со многу пливачи, каде што е во една здрава средина и јас сметам дека само прашање на време кога ќе го подобри, ќе го струши тој рекорд нејзин. Да. Така да мислам дека еве ако не да не бидам преоптимистичен за 2 години сигурно она верувам дека ќе го оствари тој резултат. Да, тоа што го посака. Што? Не прашав најтешката трка воопшто до сега? 200 Делфин. Да, ама каде, мислам, каде се случило тоа искуство? Во Америка, бидејќи како што кажав сега се префрлив на 200 Делфин и 200 Крал и многу повеќе почев да ја пливам таа трка и секој пат е многу тешка. Сигурно. А искуство кое што некако од кое што имаш најголем впечаток, можеби не најдобар твој резултат, меѓутоа најголеми впечатоци, Олимписки игри или нешто друго? Јас би рекла Олимписките игри. Тоа беше најголемо достигнување за мене и многу таа трка што ја испливав тамо, самото тоа што стигнав прва во група, секогаш ќе ми биде најдрага трка. Ќе завршам со ова, има некои интересни фотографии каде што сте заедно со Майкл Фелпс. Ја знаеме неговата улога и неговото име во светот на пливањето. Тоа беше само средба за фотографија или имаше и некаква, можеби, мини конверзација на тема пливање? Па тоа беше на светското првенство во Фукуока. Случајно се сретнавме тој ден. Дури многу беше интересно, јас дури не кев да отидам, бидејќи тој ден не пливав јас трка. И моите сопливачи отидоа само на расплив, јас се мислев дали додам или не, бидејќи веќе имав пливано са бајлето. И реков ајде ќе отидам со нив. И случајно го видовме Майкл Фелпс како збори со новинарите. Па јас веднаш истрчав до кај него да се поздравиме, да се сликаме. Бев толку возбудена што почав да плачам, да се тресам од возбуда. Така ништо не зборавме нешто во врска со пливање. Возбудата си го направи своето. Да, добро, но секако ќе ти остане да се драга средба, да. Причината поради која се сликавме беше токму она. Он имаше голема желба да се слика со Майкл Фелпс веќе неколку големи надпревари. Нели поради ковидот во Олимпиското село, иако беше таму, немавме пристап до него, така да навистина и една мега звезда, не само пливач, може бројен спортист на сите времења, неодликуван олимпиец. И кога дојдовме на самиот базен, јас само што им мерев на другите пливачи на загревањето, се создаде кој еден облак од луѓе околу мене, кога се вртам позади мене, забележам Майкл Фелпс. А Мија се идеше малку подалеку во тој момент од нас, од базенот, и му кажам на другиот пливач, Андре, иди викни Мија, во смисла сега е шансата или ако се сега 5 минути, да. И само што реков Миона, одма знаеше дека нешто во врска со тоа разговараме, се стрча поради возбудата, плачењето, солзите, тоа беше неговата сопруга. Он има пиар, не може било кој да дојде така до него да се слика. Има еден човек што е заложен за тоа. Неговата сопруга која беше тогаш трудна ја забележи, вика кој е девојче одеме, викам со нас е, дали ќе може нели да се сликаме со вашиот сопруг. И ни дозволи и уствари така направивме фотографија. Уште што беше да кажам посрекна за нејзе, таква радост. Майкл Фелпс го зема нејзиниот и својот телефон, направи селфи кој беше објавено на неговиот Инстаграм профил и мислам дека тоа имаше едно милион вјуз и не знам колку. Така да и беше објавено, така да после му утредните и Мија со Фелпс, така да среќа. Наистина беше прекрасно.
Баш искуство. Убаво искуство и покрај сите пливачки, еве едно и такво невообичаено. Мене ми е навистина многу драго. Ви благодарам што прифативте да дојдете. Се радувам на вашите успеси, на успесите на Мија и верувам во тоа дека во годините кои што престојат ќе се гледаме пак. Кога ќе дојдеш во Македонија, кога ќе пливаш нели под македонско знаме, тоа секако останува да биде така. И ништо ви посакувам се најдобро, многу среќа и успех во тоа што ви престои во работата. Ви благодариме на поканата и оваа прилика исто така ја користам, бидејќи најверојатно ќе биде долго топло лето, сите заинтересирани да повелат во нашиот клуб, пливачки клуб Орион. Рекреативци, пливачи, аматери, возрастни, било кој, не мора само и да се научиме, и да се забавуваме, и да се разгладат овие топли и жешки месеци. Макар рекреативно, а кој веќе има понатаму талент и така натаму. Да, исто ова сакам да напоменам, нашиот град е домаќин на еден прекрасен фестивал, Европскиот олимписки фестивал. Сите љубители не само на пливањето, него и на сите спортови. Ќе бидеме домаќин на 51 држава, на 4000 атлети, така да ќе биде една убава недела во Скопје, вистински празник и фестивал на спортот. Такмичењето ќе се организира на Олимпискиот базен центар. Сите љубители на овој спорт да ги поканувам да дојдат и да гледат едно незаборавно такмичење. Да, благодарам и на ова што потсети, што еднаш ви благодарам што бевте овде. Мислам дека ова е подобро од совршен крај заради тоа што со ова ја завршуваме и нашата 4-та сезона на Fair Play, така што оваа покана беше супер. Се согласувам дека кога веќе во нашиот град ова лето имаме еден таков голем спортски настан, тогаш сите можеме да си дозволиме да уживаме во него, а и да ги поддржиме младите македонски спортисти. Нема да ја завршиме сезоната без она што секогаш сакам да го направам на крај, а тоа е да кажам едно големо благодарам на сите оние луѓе кои што се дел од тимот на Fair Play. Вие можеби не ги гледате, нивните имиња редовно ги гледате испишани на нашите одјавни шпици, но како и да е, тоа е целиот тим кој што напорно работи на секоја една епизода на оваа емисија, така што голема благодарност. Сакам да кажам благодарам и на моите двајца колеги во спортската редакција на Телма, тоа се Игор Паневски и Бранко Казаковски, од кој што имам несебична искрена поддршка во сето тоа што го правам, па така и оваа емисија. Благодарам на телевизија Телма што сака и поддржува спорт и го има спортот во својата програма, и најголемото благодарам секогаш оди кон вас за вашата доверба и за вниманието со кое што не следите. Ви посакувам да имате убаво, долго, топло лето и да бидете повторно со нас и во новата сезона од месец септември на Телма. До тогаш се најдобро.